Почитувани гледачи, добро вечер. Еве како што веќе и можете да забележите, се наоѓаме во еден навистина убав амбиент, една исклучително убава домашна атмосфера, која што навистина говори за она со кое што се бави мојот вечерашен гостин. Нема многу јас да должам и да ја представувам повеќе од тоа што таа самата може да го каже за себе. Велам добро вечер за Анита Ѓорѓиевска, кустос етнолог во музеј Куманово. Добро вечер, добро дојдовте во интервју. Добро вечер, благодарам на поканата. Како се чувствувате сепак? Еве, ние сме на ваш терен. Да, навистина ми е драго што вечерва сте мои гости и што ќе можам да ве удостојам со нашиот заеднички разговор. Јас преферирам разговорите да ги започнам со тоа да гледачите ги запознам со почетоците на мојот соговорник, меѓутоа вечерва со вас ќе започнам од еден поинаков аспект, да ни раскажете што значи етнологијата и за каква професија всушност станува збор. Па видите што етнологија е една интересна наука која што се занимава со изучување на обичаите, традицијата, културното наследство, на материјалното и нематеријалното богатство и заштита воедно. Така да сите оние кои што се вклучени во оваа област како работа е доста интересно, бидејќи имаме повеќе збирки кои што ги содржи етнологијата во нашиот музеј. Значи, од народни носи, ткаеници, тука и духовната култура, тука се покуќнинските предмети, предметите за накид, значи, тука е документарниот филм. Значи, сето ова го содржи една наука како етнологијата која што ние ја изучуваме и ја применуваме. Така, што пресуди да се одлучите да се занимавате со етнологија? Можеби некоја значаен момент и случка ве внесе токму во оваа професија? Па тоа беше сосема случајно, да ви кажам. Јас бев решена да одам на моден дизајн во Загреб, но сепак, нели, желбите се едни, можностите се други. Не успев да заминам да се запишам на Технолошкиот факултет во Загреб и тогаш етнологијата беше една ново отворена наука на природно-математичкиот факултет, имаше катедра нормално отворена и сакав да опробам нешто ново, да се запознам со обичаите, со традицијата, па и фолклорот, кој исто така е еден вид, нели, и уметност. Магистриравте, сепак вие имате и да речеме едно звање кое што се нарекува магистар. Да ни кажете збор два повеќе околу тоа зошто се одлучивте да напредувате повеќе, сепак дали ова значи многу повеќе поттик и мотив за да се биде најдобар во она кое што се работи, а секако. Па добро, постдипломските студии ми помогна нормално да осознам нешто повеќе за околу културологијата, да се запознам со многу други области кои што се слични на етнологијата, нели? Значи имавме предмети од полагање на народна култура, византологија, така да сето ова едуцирање ми помогна и во понатамошната работа во музеот. Значи добив звање нормално во искуство со самата магистратура и со моето долгогодишно искуство во работата и мислам дека би препорачала доколку сите имаат можност да се дообразат и да одат само напред. Така, сепак тоа е еден чекор плюс едно скалило погоре. Нормално, да. За да се направи да сето она кое што го имате стекнато претходно, да се усоврши и да биде многу подобро секако кога ќе навлезете во професијата. Точно така, да. Каде беа вашите првични работни обврски, каде започнавте да ни раскажете приказната со вашите првични работни обврски? Па да, првиот мој проект, како да кажам, беше документарниот филм "Да играли Лазарка". Значи тоа беше снимен на теренот во Кумановските села, Табановци и Јагиново село, за еден обичај Лазарица кој што се изведува пред Великден. И за некој си чудо овој филм доби награда за режија на фестивалот во Белград, во етнографскиот музеј, и тоа нормално ми даде поттик да понатаму истражувам и го работам документарниот филм. И нормално потоа следеа снимање на наредни проекти, Орашачки момци, џамаларите, обичајот џамала во село Орашац, Ерделези традицијата предложува, Таму некаде горе во планината,
Свадбата во Кокино, Патот на Надежта, филмот за коледарите, потоа имав филм, последниот ми е за само што туку започнат со снимањето, носи наслов Последна карта и зборува за жените албанки кои што доаѓаат во Македонија да се мажат за нашите момци. Повеќе околу тоа, меѓутоа да започнеме со ред. Сепак имате навистина една добра бројка на изработени проекти. Да започнеме со вашето првенче кое што ве вивна некаде многу повисоко во вашите почетоци и да се бавите со оваа професија. Да, нормално со првиот филм тоа ми беше едно големо искуство, едукација, запознавање со луѓе кои што се во уметноста, во филмот и нормално подосна и покани за многобројни фестивали во Македонија и надвор од неа. Така да потоа следеше и наредниот филм. Имав можност да заминам прв пат на фестивалот на Малта, каде што филмовите добија специјални награди, Селски џамалари, Рашички момци. И РДЛ за традицијата продолжува. Потоа беа фестивалите во Белград, фестивалите во Луксембург, Париз, нормално Риека, нормално и сега фестивалот во Кратово, кој што ние го организираме секоја година како друштво на етнолози на Македонија. Так, вашиот стаж кој изнесува нешто повеќе од 15 години всушност зборува само за тоа колку вие посветено работите на сето она кое што е ваша љубов и професија. Да, точно така. Филмот ми е сепак љубов, документарниот филм, бидејќи камерата е таа што бележи, што ги рецепира моментите кои што се случуваат, обичаите, традицијата кои што ти исчезнуваат со време, а нормално на онаа филмска лента тие ќе останат запаметени и за наредните генерации, како еден видеодокумент кој што останува во нашиот музеј заштитен. И нормално ќе имам можност наредните помлади генерации да научат нешто повеќе и за минатото и за традицијата. Како настана идејата за свадбата во Кокино? Може би еден навистина интересен проект и филм кој што говори за она кој што може би пред се помладата популација може би го има заборавено, тоа како изгледале обичаите, свадбените обичаи тогаш во Кокино. Да, свадбата во Кокино представува една реконструкција на свадбениот обичај, кој што бил присутен 30-те години на минатиот век и навистина можам да кажам дека беше еден од најтешките мои проекти, бидејќи тука се работеше да се направи реконструкција на филм, треба многу време, многу истражување, многу ангажман на луѓе, така да јас одбрав тоа да биде селото Кокино, каде што се изведува тој обичај. Нормално културното друштво Панче Пеше ми помогна околу оваа реализација на снимањето на филмот, но требаше да се одберат куќи кај што ќе се снима филмот. Значи тука сета носија беше однесена во селото, беа запазени, значи фолклорот, беа запазени песните. Значи сето тоа беше препратено традиционално баш онака како што изгледало на времето. Со зурли, со тапани, со канење на сватовите, со коњи, со играње, со јадење, пиење, маси поставање, така да тој филм исто така беше награден на фестивал во Белград и нормално подосна им послужи на учениците во гимназијата, кои што секоја генерација нормално нова, преку изучување на фолклорот го следеа целиот филм, го гледаа. Која била разликата помеѓу свадбените обичаи во селото и во градот? Па да, истражувајќи ги на терен во руралните средини, конкретно во планинските предели на Козјачијата и истражувајќи ги обичаите во Куманово, бидејќи потоа имав нормално изложби во галеријата од типот на градската свадба, најдов на една голема разлика. Значи од најпрвен од типот на свечената свадбена носија, која што била присутна во руралната средина, потоа музиката, зурлите и тапаните, канењето на сватовите со коњи и со карта,
додека во градот била присутна плех музиката, невистинскиот фустан и машкиот костум биле од типот на ала франга модата донесена од запад. Значи невистинскиот фустан ја следел модната линија, нормално менувајќи својата должина во кројот. Тие биле шиени од домашните мајстори кај нас во градот Куманово, значи имаме развиени занаети. Куманово бил развиен занаетчески град, нормално бил и крстосница, каде што имало можност да се увозат многу материјали од запад, како што била силата, крепс, силата, сатенот, така да можам со гордост да кажам дека кумановските жени се одликувале со една богата и разновидна ала франга мода. Какви беа коментарите по промоцијата на филмот Свадбата во Кокино? Сепак не беше само во Куманово беше промовиран и во некои градови низ Македонија. Да. Ако не се лажам и надвор од Македонија. Да, филмот беше промовиран во Куманово, беше промовиран во Скопје, Битола, Белград и најдов на големо задоволство од гледачите, така да тоа ми даде нормално и еден потик за понатамошна работа во филмот, истражувањата мои. Така, сепак, како што споменавте вие, ова е еден од најтешките ваши проекти, сепак, точно така. Навистина трудот и сето вложено внимание се исплатено. Па да, подоцна нормално со усовршување, со читање на литература, со се поголемо навлегување во филмот како уметност. Успеав да осознам уште повеќе работи и да го усовршам и да го употребам моето знаење во креирањето на новиот документарен филм. Така, сепак токму овој тежок проект кој што го изработивте, само ви помогна да направите уште навистина едно исклучително добро дело, а тоа е краткиот филм Патот на надежта. Да ни кажете збор-два повеќе околу приказната, идејата за да снимите ваков филм. Да, тоа е еден многу интересен филм, една интересна приказна за животот на старите момци во село Длабочица. Инаку тоа е втор дел на филмот Таму некаде горе во планината, кој што доби многобројни награди. И после 6 години се вратив повторно во истото село за да видам што ново се случило. Филмот зборува за животот на момците, нивното размислување за жените воопшто. И во вториот дел, едниот од нив се жени на еден многу специфичен и чуден начин, верувајќи дека Господ му праќа жена во двор. Јас успеав таа приказна да ја забележам, успеав да направам сценарио и да заминам со екипата горе со продукција МЕС, каде што го изработивме филмот. Нормално музиката беше на Вања Лазарова, која што ми ја подари за филмот. И тој филм доби Гран При и златна плакета за режија, со кој филм подоцна земав учество на фестивалот во Луксембург, на Уника фестивал, на еден од најзначајните светски фестивали. Таму нормално филмот доби бронза и подоцна тој филм беше промовиран во Париз на фестивалот Сија Пари и Белград и на фестивалот во Кратово. Така, како беше да се излезе надвор од границите на Македонија, да се представуваат боите на својата татковина и предсе на Куманово како град? Навистина беше многу тешко, зборувам значи во однос на финансиските средства, но сепак со мојата упорност и истреност успеав да заминам. Имав нормално поддршка од Министерството за култура на Република Македонија. Проектите беа поддржани од нив и нормално со поддршката на директорката на музеот на Куманово успешно ги реализирав проектите. Колку е значајно да се излезе надвор од границите на Македонија, да се презентира сопствениот град, сопствената држава, сепак оттаму се вративте со доста голем број на награди? Па навистина беше моје големо задоволство и чест да излезам на границата на Македонија и надвор пред Европа и пред светот да го прикажам нашето богато културно наследство, кое што сепак е заштитено во музеот. И ете, со самото гостување на тие филмски фестивали, тоа ми се повеќе потик даваше да продолжам со работата и понатаму и да истражувам, да изработам нов документарен филм кој што ќе остане како едно трајно сведоштво во музеот.
Може ли да одвоите некоја посебна награда која што е значајна посебно за вас и на која секогаш ќе се сеќавате? Па најпрвен можам да кажам дека ми беше драго што учествував на тие филмски фестивали. Наградите не ми беа во моментот воопшто битни, но за мене на едно моје големо задоволство ги добивав наградите. Можам да кажам дека филмот Таму некаде горе во планината сепак се здоби со најголем број награди, со 8 награди, и тој филм ми донесе најголем успех во мојата работна кариера. Колку се значајни за вас лично? Даваат ли еден мотив плюс за да продолжите да работите и да продолжите по оној пат по кој што сте тргнале за да успеете? Нормално, да. Секој нов филм, секоја нова изложба, секој нов проект е и понатаму мотив за мене за да продолжам со мојата работа. Бидејќи јас работата ја сакам и се тоа што го работам со љубов. Споменавте изложбите, ајде да им раскажеме на гледачите на кои се изложби стои вашиот подпис. Па имаме работено на доста изложби во музеот. Значи најпрвен ја изработивме постојната поставка во музеот. Значи конкретно поставката каде што е етнологијата, каде што е прикажана дел од градската соба во Куманово, дел од селската соба, дел од модата ала франга, дел од носијата карактеристична по етничките предели во Кумановско, Шопско-Полјанската, Которската и Влашката, албанската и ромската носија, делот на ориенталниот тип на уредување на куќата и ориенталната носија, која што сепак била запазена во конкретно 19-тиот и почетокот на 20-тиот век во Куманово, и нормално прикажани занетите во Куманово од, да ги споменам, тоа се грнчарскиот, ковачкиот, почварскиот занет, калејџискиот. Кога сме веќе кај изложбите, проектот кој што навистина крена позитивна прашина, можам да речам, а тоа е проектот Ала Франга, кој што сепак не само во Куманово, гостуваше и во Скопје, гостуваше и во градовите ни североистокот, а успеа да излезе и надвор од Македонија. Да, потоа следеа поставката, да не ги изоставам, изложбите Народна култура, Свадбените звонат, Разгледница на едно изминато време. Значи тоа беа изложби од всушност изработени за градската култура, градската носија, градското живење на Куманово. И како што и самите споменавте, Ала Франга беше еден од најуспешните проекти за мене, за сите овие години. Зборувам, значи, во однос на ревијалното прикажување на носијата, на градската носија. Ала Франга беше проект кој што содржеше костими од нашето депо, кој што ги имаме ние во музеот. Значи мода Ала Франга, која што е донесена од Запад. Тоа беа женски костуми и машки. Во овој проект беа вклучени креаторите Александар Рашковиќ и Нена Сикераски, кои што всушност својата креација или инспирација ја најдоа токму во овие наши модели. Ревијата беше прикажана во дворот на музеот. Беше навистина посетена, имавме голема поддршка од Министерството за култура, конкретно и од министерката Елизабета Канчевска-Милевска, нормално и од директорот Анита Цветановска. Без нивна поддршка и не би бил и проектот успешен. Подоцна со тој проект имавме учество во културниот центар во Софија, каде што беше прикажана ревијата. Нормално таму следеше подоцнената покана во Созопол на фестивал на музите, каде што проектот доби прва и специјална награда на овој фестивал. Овој проект беше прикажан не само во Куманово, него туку и во Музеот на македонска борба во Скопје, во Музеот на Крива Паланка и нормално потоа следеше и вториот дел на проект. Тоа беше модата на 50-тите, 60-тите и 70-тите години, кој што проект го реализирахме во Центарот за култура, септември минатата година. Во овој проект беше вклучен и дизајнерот Филип Митевски, заедно со Александар Рашковиќ, кој што успеа нормално своите креации, инспирација
повторно да ја најдат во модата на 50-те, 60-те, 70-те години. Подоцна добивме покана, после нормално успешната реализација, добивме покана во Археолошкиот музеј во Скопје, така да сега имаме покана повторно во музеот во Крива Паланка да го презентираме и тука завршуваме со проектот што се однесува до ревијалното прикажување на костимите на модата во градот Куманово. Кога сме веќе кај модата, еве да споменеме каква е кумановската жена кога станува збор за еден аутфит? Па мислам дека кумановската жена се одликувала со една мода која што најпрви им била донесена од Запад, значи кумановските жени биле модерни уште 20-30 години. Значи тоа успев да го осознам преку фотографијата, преку истражувањето низ градските семејства кои што драгоцено ги чуваат своите спомени и нормално оние наследниците раскажуваат за нивните баби, за нивните мајки. Значи кумановската жена секогаш ја следела модата во секој поглед, во секоја година на времето на периодот, па и до ден денеска се разликува од останатите жени. Колку е значајно за една жена која што е секако мајка, сопруга и професионалец и ја работи својата работа, да го има оној аутфит и изглед кој што говори за незината сама личност? Па да, треба многу вложување во себе, значи многу едуцирање, нормално и со поддршката на семејството, со поддршката на моите двајца синови, јас сигурно не би била она што денеска сум. Сигурно на нив сте посебно горда. Да, Кристијан е 23 годишен и тој живее во Брисел, во Белгија, на постдипломски студии на меѓународни односи. Валерија е веќе матурант, 18 годишен и сега нормално ќе го трасираме патот кон иднината. Така, ќе споменеме нешто повеќе за карактеристиките и за вашето семејство, да се навратиме на професионалните ангажмани. Споменавте дека наскоро ќе подготвувавте нов проект кој што говори за една навистина актуелна тема, можам да кажам, пред се во Кумановскиот регион, за земањето невести од Албанија. Докаде сте со овој проект? Па видите што, овој проблем, да го кажам, нели проблем на неженетите момци од руралните средини на Кумановско е се повеќе пристан не само во Куманово, туку пристан и во цела Македонија. Така да решив еве на еден така специфичен начин да успеам да го забележам тоа со камера. Трнав нормално низ селата на Кокино, Длабочица, успеав да снимам дел од мажите кои што заминале во Албанија и покрај некои неуспешни обиди, неколку неуспешни обиди, и нормално со плаќање на невестата успеле да донесат и да доведат некоја од нив. И што е многу интересно, тие се нели или католици или муслимани, но доаѓајќи во Македонија ја примаат христијанската вера и потоа ја шират меѓу останатите и привлекуваат уште многу други жени албанки кои што доаѓаат да се мажат овдека. Каде е проблемот? Па мислам дека проблемот е во недостигот на жената, на женската популација во руралните средини, затоа што никој не сака да дојде во планини да живее со нив, туку сите бегаат во градот и остануваат таму. Така, што ново ќе подготвувате освен овој краток филм? Па тука се да ви кажам и другите останати изложби со работката со културниот турски центар во Скопје. Имавме исто една интересна изложба за ориенталната носија во Куманово. Осмолинските белези низ Македонија носеше наслов. Успеавме да ја реализираме сега во февруари и минатата година. Тоа е еден наш заеднички проект и соработка со нив. Така да планираме и во иднина понатамошна соработка.
Колку е тешко да се одвојат приватните обврски еве дома како мајка и како жена со оние кои што се во склоп со работата. Успеавте ли вие за вашиот 15 годишен работен стаж да го одвоите приватното од професионалното? Да, навистина е многу тешко нормално да се одвојат работите кои што се однесуваат и на приватниот и на службениот дел, но мислам дека со добра организираност на времето и со договор нормално со децата, да кажам со моето семејство, успевам да ги работите завршам на време. Што друго знаете да направите кога имате слободен ден, кога не работите? Да, успевам да најдам време и за себе, го сакам планирењето, значи ги сакам планините. Нормално кога сум во можност, заминувам горе во планината, пешачам, ме интересира возењето на велосипед, обожавам да готвам, кулинарството така ми е слаба страна, ги сакам луѓето, сакам да пречекувам, сакам да им приредувам нешто од моите специјалитети. Што најчесто знаете да сготвите? Можеби е тоа традиционална македонска храна или? Да, ја сакам македонската кујна, ја сакам и италијанската, многу пати експериментирам, но едно можам да кажам дека кога готвам со љубов. И само тоа може да го кажат оние што го пробале моето јадење дека е навистина вкусно. Што најчесто знаете да си изготвите за себе, кое е вашето омилено јадење? Па јас обично сакам пасти, значи сакам шпагети, сакам лазања, кога имам помалку време, а кога сум расположена и кога имам инспирација, тогаш тоа се тавите од селско месо, џумбу стави каде што преферирам консумирање на свинско или телешко месо. Како успевате, еве со оглед на тоа дека сакате да готвите и сакате доста голем број на јадења, како успевате да одржите вашата линија? Можеби пешачење, секој ден пешачење. Значи имам термин кога пешачам од 7 до 8 и нормално ги трошам калориите и возење велосипед. На што особено сте горди кога ќе погледнете низ годините на нас? Најпрво сум горда на своите двајца синови, бидејќи ги израсна во едни добри и паметни деца. Горда сум нормално и на самата себе си, на духот, на мојата позитивна мисла, позитивна енергија, на доблеста што секој сакам да им помогам на луѓето и да ги дарувам само со добрини и со позитивни работи. Што е карактеристично за вашето семејство? Секој семејство си има некој свој дух, своја енергија, своји значајности кои што ги носи. Што е карактеристично за вашето семејство? Па да, јас сепак би го издвоила поверението. Ние што го имаме едни со други, почита меѓусебна и договорот за сите работи што треба да ги завршиме. Сосема за крај на овој разговор, затоа што времето веќе ни истече, што ќе им порачате на гледачите пред се, на дамите, затоа што низ овој разговор навистина успеавме да им доловиме дека секогаш, доколку се сака, може да се направи се и да се биде и успешна мајка и да се биде најдобар во својата професија. Да, најпрвен треба човекот да се почитува, да се сака самиот себе си, да го почитуват и сакат и другите. Треба нормално да вложува во себе, да вложува во својата едукација, да вложува во семејството пред се, секогаш ќе има резултат. Ви благодарам што не примивте во вашиот дом, што навистина им доловивме на гледачите како етнологот и кустос Анита Ѓорѓиевска живее, твори се, пак ова е едно вашето катче од каде црпете најмногу енергија. Да, домот е тој каде што јас ја наоѓам с мојата смиреност, ја наоѓам и мојата инспирација, мојата креативност. Домот и семејството се тие што ми се секогаш поддршка.
Благодарам животот. што одвоивте време, што бевте моја гостинка оваа вечер. Се надевам дека гледачите ќе имаат можност убаво да го проследат овој разговор и да се надеваме дека повторно ќе бидеме ваши гости. Благодарам и на вас. Ми беше чест задоволство што вечерва бевте мои гости и секогаш ќе бидете добре дојдени во мојот дом. Повелете повторно. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука е крајот на ова интервју. Се надевам дека бевме доволно интересни да го задржиме вашето внимание ова вечер. Бидете повторно со нас и следниот вторник, 21 часот, фреквенцијата иста, добро позната, К3 телевизија. Од мене ви посакувам да останете живи, здрави и секогаш насмеени. Пријатна вечер.